Добра вечер, драги гледачи. Македонија веќе неколку дена се наоѓа во тотален мрак. И ако ме прашате кој го исклучи светлото, ќе бидам љубезен и одмah ќе ви одговорам. ЕСМ Евана го исклучи. Тие палат, тие гасат, драги гледачи. После последното покачување на сметките за струја за 1000%, во Македонија повеќе нема јунак што може тоа да го плати. Освен оние неколку јунаци од најголемите партии и дузина олигарси. Мракот од душите на македонските граѓани се пресели во домовите и улиците. Прст пред око не се гледа. Насекаде низ главниот град се палат огнови, а во домовите луѓето осветлуваат со свеќи. Но дали е се така тажно како што е и како што се чини на прв поглед? Време е да појдеме надвор и да го чуеме гласот на народот. Па наверојатно си имаат своји забави, како ние овдека што рачунаме дека нашите забави се многу интересни и они си имаат некои своји забави што ги сметаат за интересни и уживаат во тоа, се надевам. Не знам, ќе треба кај нив додите да ги интервјуират. Преку ден, не знам што прават. Па например, тие немаат ни вода, ни само се ловат, што ќе прават друго. Местат нешто со дрво, така нешто. Што прават? Стандарден ден во нивно, тоест не е добро, не е робовладетелско, такво племенско општество. Мажите ловат или одгледуваат стока, жените си ги гледаат децата. Мислам, многу прост и едноставен живот, за разлика од овој нашиот урбаниот. Па, што прават? Наверојатно се грижат за екзистенција, нормална, нели, лов. Што знам, не ми се верува дека слушаат hi-fi системи и други работи, не ми се верува дека имаат бродбат интернет дома, нели? Се ги застапуваат навиките кои што ги имали пред 100 години, пред 200. Меѓутоа животот им е далеку поедноставен. Имаат повеќе време, нели, за емоциите и за некои други работи. Па истото како и сега, не се работи дали ќе има казни или не, секој нормален треба да има свој видик што ќе прави, како ќе прави во слободни моменти и тоа треба да го практикува, да ужива во тие работи. Па, ако делото е неприродно или ако е непримерно, не сметам дека законот е тој што би ме ограничил. Ако е нешто нечовечко, не би го направил. Пилето. Би отворил дом за деца без родители и дом за бездомници. Дури би го крстил Татјана Петрова по мајка ми. Би се вратил кон натурално општество. Би укинал парите. Значи цела загаденост, мито, корупција и друго да исчезне, мислам дека целото потекнува, нели, ова јас помеѓу луѓето и општо животов. Очигледно, нашите граѓани не се ништо загрижени за тоа што нема веќе струја и што не се знае кога ќе ја пуштат. Но, Паце, и не треба да ја пуштаат. Па наталитетот топаѓа, Македонија пропаѓа. А ова со струјаве ни се погоди како кец на 10 каве, баце. извини, не те разбирам зошто. Како зошто, бе, баце? Мисли малку со тоа главата. Па нели нема струја? Нема. Нели не се оди на работа? Не се оди. И логично е народот е принуден да седи дома под свеќи. А тоа е, баце, многу досадна работа. А што мислиш ти? Зошто предедовците наши праеле по 15 деца, а? Видиш, не сум размислил на таа тема. Веројатно за да им ги ораат нивите. Ја ќе ти кажам, баце. Немало струја и во таа темница ги фаќале сафри и што да прават? Па се оплодуеле, бе, баце, бе. Машала, браво за нашите предци. Па така и ние, бе, баце. Кога нема струја, можеме барем деца да правиме. И така во мрак нема што друго да се прави. Народот сите, за мене поише работа. Точно така, Стиљане. Ете и јас до скоро време сакав до дома да ми гори светло. Но, сега како морам да правам се во вакви мрачни околности, можам да кажам дека сексот е многу помистичен. Може да се замислам до мене дека Адријана Лима или, например, Гергана. Но, одиме понатаму со рапорт за ситуацијата во здравствените установи. Како е во вакви вонредни и мрачни околности? Болен Дојчин. Абе, то не важи за амбулантите, тие немаат гајле.
Зашто и кога струјата е секаде дојдена, кај нив немат струја и навикнати се да работат во темница. Чихо! Абре, паметиш ли тога и кај Жан Митрев кој снема струја? Јас бев на операција во тој момент. Абе, во мрак ми го оперираа срцето. Абе, да видиш и то докторите таму генетски како да си имаат изменето. Дека работат во мрак, то очите им станале булјави ко на бувој и немаат гајле, бе, гледаат ко да е ден. Туку тие се гледаат, ама јас што ништо не гледам кај одам. Чихо! О, да су жив и здрав, настинав, леле, како ме настина од то мразот. Отидов да си умрам и да се успокојам, Бог да ме прости. Добро, режим, мора ли и денес да водам емисија? Цела и тоа. Цела држава нема светло. Кој ме гледа? Ме гледа некој воопшто? На што ме гледат? На батерии? На акумулатори? Не знам. Војводо Питугули, слобода или смрт во вакви околности? Темница, брат! Темница му е мајката! Најубаво за нас е да си живееме во темница. И така, одбраната ни како швајцарско сирење, кога НАТО не те запишува, автоматски си отпишан. У тој случај, само мракот му е мајката. Кој да посака да не нападне од соседиве, нема да може да не најде во темницава. Што мислиш, брату? Зошто во 903-та аскерот кај Крушево прво чекаше да се раздели, па да не подбере со тоа топоите? Темна и убава беше таа ноќ, брату. Немавме струја и убаво ни беше. Ми текиња со жена ми отидовме во шталата, леглавме на тоа сеното. Косера соблече, истако на Ангелина Джоли. Ја косера соблего, Војводо, да се задржиме на струјава, за струјава збориме. Да, за струјата да збориме. Аскерот мораше да чека да се раздени, за да не подбере со тоа топоите. Добро да и сега ако сака некој да не нападне, ќе чека да се раздени, што е разликата? Така е, брату. Ова не е така, бе. Ич не е така. Не е се во струјата, брату. Сега кај нас и да дојде струја, пак е темница. Утре и да се раздели, пак ќе биде темница. Баш така. Значи, нас во мрак нема кој да не баре. Така бе, брат. Ашко сум ќе ти речам. Со братот Карев никако не можеме да се разберем. Ама со тебе, го немаме тој проблем. Слушај, отидов ја до Крушево, треба свечено да отворам една нова чешма. Ај со здравие. Довидување, војводо. Па, затоа што таа може да се прати работи кои што овдека не би требало, ако има закон во државата, ќе бидат казнити, тамо се слободни и може да си дозволат секакви нешта да прават. Јас не гледам предности. Јас не гледам. Може за некого има, за мене нема. Сам живееш, никој не ти смета. Што сакаш правиш? Сам свој господар. Мислам, многу поетично, Робинзон Крусо. Сега ќе си бидеш сам свој господар, ќе го зајакнеш своето его, својот карактер, онака ќе научиш како да живееш сам како дел од природата. Па има и предности и мани. Нели, предности се враќање кон инстинктот. Нели, ловење на риба, баш она, како се вика, повикот на девината и да се вратиш кон корените, од тоа кон што потекнуваш, нели, моментално сите инстинкти се затапени. Овој модерен живот, компјутери, се на дланка, ало, повик, кафе, месо, се спремно и готово, нели, не води кон нешто друго, кон некои луѓе што веќе се троми, живеат пократов век и така. А сега, драги гледачи, му дојде времето на кој друг, ако не на нашиот Перун.
Ова со громот секогаш ми успева, дете. Но ако ме прашаш за времето уште долго време ке мрачи, и ке мрачи, и ке мрачи. Струја нема да ни пуштат, ама затоа наскоро може да очекуваме дека ќе ни пуштат хуманитарна помош во облека, храна, лекови. Но дури и тогаш треба да си останеме срекни како што сме сега, зашто предноста во немањето струја е во тоа што никој нема да може да гледа телевизија. А тоа значи дека никој нема да гледа вести, никој нема да се труе со црни хроники и изборни кампањи, никој нема да гледа брзи пари, вакви пари или онакви пари. А без со еден збор, без телевизија и струја, е супер! Значи, ти исклучи струјата? Не сум јас, дете. Режија, имаме ние платено месецот за струја? Касниме 2 сата со исплат, ајде да јави се. Ете, драги гледачи, слушнавте и сами. И кога веќе не можеме да се видиме, пријатно и да се надам дека ќе се видиме во некои посветли времиња. Довидување.